Ви благодарам. Почитувани колеги, почитувана јавност. На денешнава седница, која продолжува со работа по 18 часот, е Законот за сметководствени работи. Како по обичај, така и сега се злоупотребува Комисијата за европски прашања и закони од област на други работни тела кои се разгледуваат по забрзана постапка. Согласно предлог законот за вршење на сметководствени работи, надзор на уредбите на овој закон и надзор на Институтот на сметководители врши Министерството за финансии. Со цел воведување на надзор на сметководствената професија од самостојно и независно тело, со предлог законот се предлага воспоставување на Совет за унапредување и надзор на сметководствената професија на Република Македонија како независно регулаторно тело со јавни овластувања. Во последици, што ќе произлезат од предложените решенија од Законот за вршење сметководствени работи, правото на вршење на сметководствените услуги во Република Македонија ќе се стекнува само со исполнување на критериумите дефинирани со законот. Лицата кои вршат сметководствени работи ќе имаат законска одговорност во поглед на правилното водење на сметководството и обврска со потпис да ја потврдат точноста на годишните сметки и финансиските извештаи и нивната усогласеност со законските одредби. Сметководителите и овластените сметководители ќе имаат обврска за задолжителна професионална едукација и почитувањето на општо прифатените етички принципи на професијата. Во однос на усогласеноста на предлог законот со правото на Европската Унија, овој закон наметнува регулирање на сметководствената професија, која е крајно спротивно на одредбите во цитираната директива. Добро е да има признавање квалификации од странство, но не и контрола на сметководствената професија. Овој закон е донесен во 2012 година со цел да се уредат условите за вршење на сметководствени услуги и да се формира Институтот на сметководители и овластени сметководители. Во 2019 година Министерството за финансии, предводено од тогашниот министер Драган Тевдовски, предложи нов закон кој по бројните реакции од фелата и јавната расправа не беше донесен. Со Законот за вршење сметководствени работи се предвидува државен упат во бизнисите. Власта формира Совет за унапредување и надзор на сметководствената професија, составен од 5 члена, од кои 3 се на предлог на министерот за финансии. Овој Совет во своите ингеренции има надлежност да спроведе контрола на работењето на сметководителите, тоест друштвата за вршење сметководствени работи и трговци поединци сметководители. Ваквите одредби се крајно неевропски и асоцираат на едно друго државно уредување во кое се контролира целата работа на приватниот сектор. По донесувањето на законот ќе се направи промена во раководството на Институтот на сите сметководители, а новиот ВД председател ќе го одбере комисија која ја формира Советот што го формира владата. Поради овие и многу други забелешки, кои ги доставија до сметководителите, се одржа јавна расправа. Бевме присутни на комисијата, дадовме предлог амандмани, дел од нив прифативте, но кога и понатаму гледате дека фелата не е задоволна, дека се бара повлекување на законското решение, уште еднаш треба да се разгледа и да се донесе барем едно законско решение на задоволство на сите граѓани. Се исполнуваат барања на поединци и групи за задоволување на нивните интереси, а јавната расправа беше замајување на јавноста за наводен инклузивен процес. Комората на сметководителите се оградува од предлог законот за вршење сметководствени работи и бара негово повлекување. Според комората, предлог законот е со европско знаменце под изговор дека се усогласува со европските директиви, но наместо тоа и олеснување на работата на сметководителите,
сметководителите предвидува дополнителни трошоци, обврски и контроли. Комората ги повикува представниците од меѓународната заедница во земјава и Канцеларијата на Европската Унија да реагираат и да ја преиспитаат ваквата злоупотреба. Сметководителите предочуваат и дека со донесувањето на овој закон, борбата на законодавецот е по секоја цена да дојде до парите на институтот, кој во моментов располага со над 30 милиони денари од членерината на сметководителите, водејки паралелни репресивни тела. Овие средства повлекуваат од комората се за унапредување и усовршување на дејноста, а не за плаќање на преводот на меѓународните сметководствени стандарди, како што стои во законското решение. Таква пракса, нагласуваат, нема никаде во светот. Причина за злоупотреба на европското знаменце и за носење на овој закон е воведување на ново тело за контрола на институтот на сметководители и овластени сметководители, наречено Совет за унапредување и развој на сметководството. Небулоза е дека неговата така наречена независност, зашто тоа тело според овој закон одговара пред владата, а во него членуваат представници од Министерството за финансии. За каква независност зборуваме? Овој закон, освен целосна окупација и злоупотреба на сметководителите, нема никакво усогласување со европските директиви. Претениците да ги тргнат настрана личните и партиските интереси и да гласат против законот за вршење на сметководствени работи, бидејќи се врши грубо кршење и злоупотреба на надлежностите. Учеството на комората во креирањето на овој закон е само алиби на ресорното министерство. Овој закон е штетен и нема ништо европско во него, само со дополнителни трошоци, ограничувања, обврски и контроли. Значи грубо конфискување на средствата за остварување нечии лични интереси. Сметководителите побараа негово повлекување, зашто не уредува никакви права. Комората предвиде и предупреди дека сметководствената професија е пред изумирање, а со носењето на ваков штетен закон дополнително ќе ја влоши состојбата. Потребен е подолг временски период за допрецизирање на законските одредби во интерес на сметководителите. Праксата покажа дека овој штетен закон и со него се врши целосна окупација на сметководителите и нема ништо европско во него. Факт е дека и комората на сметководителите се оградува од овој закон. Сметководителите предочуваат, цитирам: "Со донесувањето на овој закон, борбата на законодавецот е по секоја цена да дојде до парите на институтот, кој во моментов располага со над 30 милиони денари од членерината на сметководителите, воведувајќи паралелни репресивни тела. Крајно неевропски е воведувањето на ново тело кое ќе го контролира институтот на сметководители, наречено Совет за унапредување и надзор на работата на сметководителите. Советот не може да биде независен доколку 3 члена се од власта. Значи, повторувам, колегите од власта ги тргнат личните и партиските интереси, да се надминат себе си, добро да ја разгледаат оваа точка од дневниот ред, сите заедно да седнеме, се со цел до уредување на законско решение во интерес и на задоволството на сите сметководители. Ви благодарам. Збор има Тони Јаревски.